Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат темата на видеото ми е мојата најумирена, најинтересна тема, која што години ја истражувам, а тоа се самовилите, тие мистични суштества или енергии, кои што долги години ја пленат фантазијата на овој народ, кои што се често спомнати во песни, бајки и приказни, и скоро на секое место има легенда за тие самовили или тие мистични енергии кои што луѓето ги нарекувале самовили, људи, личници или едноставно само тие. Затоа што многу пати луѓето не сакале да ги именуваат тие енергии или суштества и ги нарекувале само тие, за да не го привлечат вниманието од нив кон себе, така да можеме и ние така да ги наречиме со едно заедничко име, односно тие. И како што кажав, скоро секаде, на секое подрачје, има приказни за тие суштества или енергии, и мислам дека не може човечката фантазија на секаде да направи исти приказни и исти верувања доколку не постоело нешто и доколку луѓето не осеќале нешто или не гледале нешто. Јас моментално се наоѓам покрај малиот храм, каде што според верувањата тука живее Ѓурѓа Самовила. Значи, ова Самовила на ова место има и име, тоа е Ѓурѓа Самовила. Во близина на Ѓурѓа Самовила има и Самовилска вода. Верувањето е дека Ѓурѓа Самовила тука живеела со змеј и на ова место е направено мало храмче во нивна чест, каде што луѓето доаѓаат и оддаваат почит на тие енергии, значи се уште не се заборавени тие енергии. За самовилите не се знае многу, односно нема директни докази за нив, има само кажувања, приказни, сказни и легенди, некои од тие приказни се за нивниот настанок, се верува дека самовилите настануваат по вегетативен пат. Пред да продолжам со видеото, би сакал да се заблагодарам на сите мои членови, бројката расте, благодарен сум ви за тоа и ви апелирал на сите други да станете членови, односно има опција за некоја символична сума од 100 денара па нагоре да го поддржите Сонцогор каналот и да му овозможите да обстои, затоа што Сонцогор е еден мал независен канал кој што не е мејнстрим и зависи директно од вашата поддршка, и така е најубаво да остане, за да можам да бидам независен и да продолжам да истражувам и да патувам, затоа што се потребни средства за тоа. Станете членови и поддржете го Сонцогор. Ајде сега се враќаме на видеото за самовилите на ова прекрасно место кај што живее Ѓурѓа Самовила. Односно, тие настануваат во растение од зрно роса или од капка роса. Односно, дека росата е зрното од кое што испаѓаат самовилите по вегетативен пат, тие се повиваат во листот и така растат и се верува дека се само од женски пол, машки самовили нема, но често се случувало самовилите да се заљубат во некое момче и да имаат дете од него, кое што подоцна дете било нарекувано јунак, затоа што било доено со млеко од самовила и наследувала некои од способностите на самовилите, најпознат јунак кој што бил доен со млеко од самовила е Крале Марко, меѓутоа тој не бил дете на самовила, тој само помогнал на децата на самовилата, додека шетал во шумата, ги спасил од незгода, па така самовилата го наградила Крале Марко, односно му дала да цица од самовилското млеко, му дала да цица до 3 пати
и после секое цицање му давала некоја задача да прави, например да крене тежок камен, да помести некое големо паднато дрво, додека не се увери дека тој ја добил силата и подоцна престанала да го дои, значи го доела до 3 пати. Таа е приказна за крале Марко, односно за еден од тие јунаци. Самовилата, како што кажав, често влегувала во врски со смртни, обични момчиња и таа врска се чувала во тајност. Самовилата никогаш не влегувала во брак, таа била символ на слобода, а бракот бил на некој начин спротивно од тоа што самовилите сакале да го живеат. Тие живееле слободни во шума, во природа и така натаму. Меѓутоа често се случувало момчето да ја земе самовилата за жена, а тоа го правела на тој начин што се верувало дека силата на самовилите е во нивната облека, и ако им се земе облеката, тие губеле својата сила, или ако им се врзе косата, тие се некои од верувањата, тие самовилите носеле сите по кажувањата бела облека со зелени колани, и како што кажав, самата нивна појава е мистична. Од приказните се знае тоа за нив, како настанале, најчесто живееле покрај води, како што е оваа вода, каде што живее Ѓурѓе Самовила, и луѓето се однесувале кон тие места со голема почит, затоа што се верувало дека самовилите биле осветољубиви, па така ако ја оштетиш природата, тие знаеле да вратат со лошо, но доколку бидеш нежен кон природата, тогаш тие тебе те дарувале, односно ти давале дарби, а самовилите ги ценеле луѓето по тоа како се понашале спрема природата и на тој начин ги дарувале. Самовилите, главната цел им била да ти доделат некоја дарба или некој талент, така да ако се луѓето кога се среќавале со самовили, тие само заќутувале и оставале самовилата да им ја даде таа дарба, и после средба со тие самовили, многу од тие луѓе добивале талент или дарба, односно многу почнале да пишуваат, да цртаат, да пеат, и тоа се мисли дека е затоа што самовилата им доделила некој одреден талент или дарба. И како што спомнав, луѓето се однесувале кон самовилските места со голема почит, и самовилите за возврат ги наградувале. Значи, на некој начин самовилите биле заштитници на природата. До пред Втората светска војна, среќавањето и поимањето и зборувањето за самовилите било секојдневие. Значи, луѓето зборувале за самовилите како шумски луѓе, како духови на природата, духови на шумата, и тие често и ги среќавале. Најчесто ги среќавале во мугрите, како се бањаат покрај реки и слично, и тие ги гледале. Тоа траело се до Втората светска војна. После Втората светска војна, после тоа уништување на природата, градење на пруги, градење на патишта и слично, самовилите на некој начин како да исчезнале или како да се повлекле длабоко во природата. Тука завршуваат сите средби со самовилите, зборувам на физичко ниво, после тоа луѓето зборуваат само за енергија, односно за места каде што осеќаат самовилска енергија, додека претходно ги гледале насекаде самовилите. Една од најстрашните приказни за самовилите е опеана и во песна. Јас имам обработено на мојот канал, тоа е Димна Јуда. Песната се вика Димна Јуда град градила. Повеќе за таа песна можете да видите во видео кој што имам обработено. Таа песна е назад во каналот, едно од првите видеа ми е. Меѓутоа самата приказна е фасцинантна за неа и укажува за спомнување на самовила.
И има многу приказни самовилите, многу кажувања, многу гледања, се верува дека тие сакале да играат, да пеат, да играат оро. Често се случувало и луѓето кои што минат покрај нив и се гледале дека играат самовилите оро и тие самите се приклучувале на тоа самовилско оро. Самовилското оро се играло до безсвес, односно некогаш траело и по неколку денови. И тоа сето се клопува во нашиот фолклор, во нашата митологија и во нашата богата ризница на знаење. И ако верувате, луѓето ден денеска идат да бараат помош од самовилите, односно на места кои што се самовилски, како што е ова место, луѓето доаѓаат и се одмиваат со водата и си заминуваат. При посета на самовилско место, како што кажав, мора да се има почит и никако не смее да се земе нешто од таму да се однесе дома, затоа што се верува дека самовилата доаѓа по тоа, па дури и вода да е, не смеете од тоа место да наполните ни вода, затоа што самовилата ќе ви дојде по водата. Значи, така, ако посетувате самовилска вода, ако ве интересира повеќе оваа тема, ако истражувате, бидете внимателни кога посетувате овакви места, однесувајте се со почит, како што кажав, затоа што ако приметите, овие места се секогаш на преубава, недопрена природа. И самовилите ја чуваат да остане таква. Значи, самовилите се заштитниците на природата, кои што во одреден момент цивилизацијата морала да ги тргне, за да може да ја експлоатира природата. Јас верувам дека додека самовилите се грижеле за природата, природата беше по чиста. И јас верувам дека самовилите правеле одлична работа, односно ја чувале природата, и се надевам дека се уште ја чуваат, а доколку они не ја чуваат, и апелирам сите ние да ја чуваме природата.